Му благодарам на нашиот силен, моćен Бог, кој што денес не доведе во неговиот дом, да ја слушаме неговата порака, зашто навистина е важна порака. Порака која што некои дилеми кај некои создава во адвентистичкиот свет, се разбира. Скоро, неодамна, ни се јави нашата ќерка од Шведска, Љубица, и вели: тато, за мене беше многу необично, видов информација на една пекара кај што се продава леб во Шведска. Дека леб може да се купи само со кредитна картичка, не со пари. Иако кредитната картичка е со пари, но во готовина, во смисла пара на рака, мара за рака. Не. Исклучиво само со картичка. И вели тоа ме асоцираше на некои нешта кои што одамна ние адвентистите ги проповедаме во смисла дека не ќе може ни да се купува, ни да се продава, зашто со пари можеш да купиш, а со кредитна картичка, ако ти е блокирана, а може, ако немаш пари на кредитната, нормално, но ако имаш, а е блокирана, нема леб. Значи не ќе може ни да се купува, ни да се продава. Значи, внимавајте каде ви се парите. Според ова. Тема за денешното размислување е: ќе го знаеме ли што почетокот на завршните настани? Ќе знаеме ли кога ќе почне тоа што треба да почне? За нас, адвентистите, има нешто што треба да почне. Дали ќе го знаеме тој момент? Или ќе знаеме ли да излеземе од завршната криза? Криза му предстои на овој свет. И тоа невидено, жално време, во кое што едни ќе бидат прогонители, а други прогонувачи. Односно, прогонети. И сето тоа се разбира, се сведува на она најважното: ќе бидеме ли спасени, но сепак првиот наслов нека остане: ќе го знаеме ли почетокот на завршните настани? Еден познат адвентистички независен евангелизатор, неговото име е познато, Дейвид Гейтс, минатата година излезе со порака дека оваа пролет, што веќе измина, навлегуваме во лето, требаше да почнат настани од поимот прогонувања.
и засега нема, не се случи тоа. Even at the hand, at the door, even at the door. Речи си наврата или предврата е. Тоа е таа проповед негова, која што ги разбранува духовите во адвентистичкиот свет и која што е причина за наше денешно размислување, рефлексија на таа негова проповед. Тој се разбира многу логично, многу искуствено настапи во свое име и човек би се нашол во дилема, слушајќи го. Значи се наметнува, се поставува прашањето дали го знаеме почетокот или дали смееме да го поставиме датумот, времето на Христовото доаѓање. Значи, повеќе прашања се наметнуваат, но првиот наслов останува. Ќе го знаеме ли почетокот на завршните настани? Ние се наоѓаме во втората проекција. Зошто втората? Ќе отвориме во Матеј 24 глава, во 3 стих. А кога седеше на гората Маслинска, му пристапија кај него насамо учениците негови, говорејќи, кажи ни кога ќе биде тоа и каков е знакот, драги браќи и сестри. Значи, денешното размислување е, ќе го знаеме ли знакот? Ова е првата проекција. Зошто првата? Затоа што Ерусалим, Божиот народ, апостолите во Ерусалим живо ги интересираше дали ќе бидат, дали ќе го препознаат знакот, дали ќе бидат спасени. Каков е знакот на твоето доаѓање и крајот на векот? Првата проекција за Ерусалим. Познато ни е од духот на пророштвото, од историјата, дека ниту еден од верниците кој внимавал на знакот, а знакот им го кажа, кога ќе видите дека се приближува римската војска. Знаете, секое време имало своја вистина, своја сегашна вистина. Во времето на потопот не била вистината што е за нас денес, тројната ангелска вест. Не. Вистината била, еве им уште 120 години. Милост. И што после? Па после тоа ќе има
потоп, край, свршеток на тој свет, тој век. 120 години. Интересно, тие изгледа знаеле. Што им е кажано, еве ви уште 120 години. Ете затоа, што знаејќи го точното време на нивното доаѓање. Како? Па Ное со семејството точно после 120 години си влегува во бродот. Господ му кажал на Ное, Ное го кажал на светот, како ние денес што кажуваме на светов, дека исто ќе има крај, само не со вода, туку со оган. Тоа е нашата вистина, сегашна вистина. А нивната тогашна вистина била дека ќе биде потоп, нешто невозможно. Немало врнење дожд, падавини, ниту снег, ништо што било отпосле. И тогаш научници, и тогаш мудреци, и тогаш далеку по капацитетни луѓе со ум, со разбирање, ама без вера. Изгледа клучно е сепак верата во Бога. И не верувале. И наместо тие 120 години да ги употребат за вклучување во Божјото дело, да се спасат сите, тие го игнорирале. Ја занемариле таа порака. Ное го сметале за чуден човек. Како нас денес. Нас денес дури уште полошо не сметаат. За отпад, за ѓубре, за сметлиште. Така вели апостол Павле. Ние денес за овој свет сме секта. А всушност се тие секта. Оти отстапиле од Божиот пат. Тие нас не сметаат за опашка, а всушност се тие опашка. Во светот, не мислам да биде ова навредливо, бидејќи е духот на пророштвото кој вели дека ние сме со познавање на оваа сегашна вистина глава во овој свет, не опашка. Значи, сепак има глава и опашка во овој свет. Само заменети тези. Значи, може ли да се одреди времето на второто Христово доаѓање? Како адвентисти на седмиот ден, јас намерно избегнувам и секогаш се трудам да го избегнам зборот црква. Бидејќи ние не сме црква, ние сме покрет. Сме почнале како покрет и ќе завршиме како покрет. А ако некој мисли дека е црква, тему го светот. Ние не сме црква. Нашето право име е адвентисти на седмиот ден, точка. Нема ни црква, дури нема ни христијанска. Оти одамна христијанството се расипало, корумпирало, отпаднало. Значи, ниту христијанска е во нашето
zvanično ime, nitу church, crkva. A koji sme? Mnogo jednostavno. Adventisti na 7. den. Točka. Ama što ste? Pokret. Na celiot svet. Nema zemlja kada što nema adventisti na 7. den. I kako adventisti na 7. den, nije sme predupredeni, upozoreni, da ne odreduvame vreme. I to sme predupredeni proročki. Kako to proročki? Pa jednostavno, najdolgiot proročki lanec od 2300 godini završuva vo 1844. godina. Pred pomalku od 200 godini. I vo toj period od 1844. godina do Hristovoto doađanje nema proroštvo. Ako možeše 400 godini Gospod da molči pred prvoto Hristovo doađanje, pa može i 200 godini sega. Zašto nemaše prorok Malahija 400 godini pred Hrista. Nam krunski, sovršeno, kruna sme dobile od Gospoda, koga ni je dadeno, podareno posebno scenario za poslednite nastani. To scenario go nema ovoj svet, ni tu nekoja od Vonijevo navodnici crkvi. To scenario je za poslednite nastani со донесувањето на неделниот закон во Соединетите Американски држави и тоа е таа вистина. Неделниот закон во САД и во останатиот христијански свет. Ова ќе биде видливо. Како видливо? Па, неделниот закон најпрвин во Соединетите Американски држави, па потоа сите по угледот ќе ја следат Америка и тие ќе прифатат, мислиме првенствено во христијанските земји, во наводници, зашто поголемиот дел од христијанството не може да се рече дека го следи Господа. Има едно мало стадо кое го следи Господа, кое ги држи заповедите Божји и верата Исусова, а кои се наоѓаат во сите христијански земји. Прогонствата нема да завршат и Исус нема да дојде пред неделниот закон. Значи, помеѓу 1844 и Христовото доаѓање нема пророштво, одредување датум или час. Никој не знае кога доаѓа Исус. Никој не го знае денот и часот на Христовото доаѓање. Зошто? Веќе објаснивме, заради тоа што нема пророштво.
Последното пророštvo завршува 1844 година и од тогаш светот, христијански, нехристијански, целиот наш свет на планетата Земја се наоѓа во Јом Кипур, бидејќи Господ Исус Христос посредува во светињата на светињите. Во небеската скинија, односно небеска црква, за тоа може да кажеме, бидејќи е тоа црква. Се друго е копија, драги браќа и сестри. Се друго може да биде така човек да се излаже. Имав овде, да. Колку е убава? 20 евра, нели? Копија. Тоа е и со црквите. Од една страна ќе ти личи оригинал, а од другата празно. Уште ако ти го стават на улица, на оваа страна, бргу би се наведнал. Ако ќе го подигнеш и видиш, нема шанса од 1844 година до Христовото доаѓање, нема шанса да се знае кога ќе дојде Христос. Може да се наиде на многу паралелизми, споредби, споредување. И јас сум наишол на некои паралели, споредувања. Но точниот датум, точното време на Господовото доаѓање никој не го знае. Еве што има напишано во манускрипт 10 на 270 страна, 1888 година. Духот на пророштвото. Нашата задача е, како адвентисти на седмиот ден, што? Да чекаме и будно да внимаваме, без да објавуваме време помеѓу пророчкиот период од 1844 и времето на Господовото доаѓање. Нема објавување. Ако некој може да го објави тоа време, тоа е само Отецот, вели Господ Исус. Многумина, за жал, кои се нарекуваат адвентисти, одредуваат време и од време на време ќе кажат кога Христос ќе дојде. А резултат се повторени промашувања. Точното време на Господовото доаѓање не е во власт на смртни суштества. Дури ни ангелите што се во служба на оние што се спасуваат, не го знаат денот ни часот. А за денот и часот никој не знае, ни ангелите на небото, освен мојот Отец. Матеј 24:36. Значи не е наше да го знаеме точното време на изливањето на Светиот Дух како предфаза на Христовото доаѓање. Знаеме, тоа е позниот дожд.
ili docniot, kako je na makedonski docnio došt. Ima ran, ima i docen, pozen došt. Не е наше да го знаеме, или не е наше да го знаеме ни доаѓањето на Христос, зошто Господ не ни го дал тоа знаење? Ова е цитат од Review and Herald од 22. март 1892 година, значи пред почетокот на 20. век. Зошто Господ не ни го дал тоа знаење? Затоа што тоа не би го, и кога би знаеле, не би го употребиле исправно. Човечки. Би оставиле за до крај. На крај да дадеме форца. Значи, пред потопот знаеја, па не направија ништо. Знаеја, уште 120 години, па тоа е одредено време. И дури Ное, кога влегол во бродот 7 дена пред тоа, и убаво направил, не влегол во последниот ден. 7 дена пред тоа, а овие од надвор си играле мајтап со него, со нив. Иако имале јасни показатели дека и животните, и птиците, и влекачи го наполниле бродот. Ама Ное магионичар. Секаков, само некако Божји пророк. Тоа е трагедијата, што пророците од Господа, речи си, никогаш не биле welcome, добре дошле. Секогаш пророците Божји страдале на најсвирепи, најразлични начини. Да, точното време никој не го знае. Нашиот народ, кога би го знаел, би го, наместо унапредил Божјото дело, што повеќе луѓе да се спасат, луѓе и жени, тие би го забавиле, би го уназадиле Божјото дело во што? Во подготовка на народот, да застане во тој ден пред големиот Господ. Не треба да живееме во возбудувања. Не можете да кажете ќе дојде за 1, 2 или 5 години, ниту пак дека нема да биде за 10 или 20 години од Review and Herald. Да, за нас кои веруваме во духот на пророштвото, ова е порака Божја. Ама ако некој не верува во духот на пророштвото, а има и такви адвентисти, значи минатата година Дейвид Гейтс огласи дека за ова пролет почнува неделниот закон, а со неделниот закон и прогонствата. На основа на некои аналогии од паѓањето на Ерусалим, Рим, римската војска, и сето тоа го спореди со сегашниот Рим, кој што 2015 во септември прелета преку барата, преку океанот и се најде дури и пред Американскиот конгрес, каде што беше најтопло пречекан, да не речеме и прегрнат. Ние
адвентистите на седмиот ден знаеме што значи зближувањето или пружањето на рака на протестантизмот кон католицизмот и потоа со спиритизмот, тоа тројство. Ние тоа го знаеме добро. И тоа се случи, кажува Дейвид Гейтс. И таа паралела пак ја прави дека Рим, прва римска војска која дојде пред Ерусалим, не значеше дека Ерусалим е срушен, паднат. Не. 3 години после тоа повлечената војска се враќа. Неочекувано се повлекува, неколку дена била пред Ерусалим. А после 3 години се враќа. Ама приближувањето, кога ќе видите Ерусалим е опколен од римската војска, напуштајте, бегајте. Тоа беше знакот на тогашните верници, апостолите, првите христијани. И тој знак беше искористен и ниту еден не загина. Излегоа од Ерусалим. А кога се врати сега далеку посилна, помоćна, опремена војска од Рим, знаеме, Јосиф Флавије во неговата книга Јудејски рат, војна, каков е падот што го опишува на Ерусалим, а посебно на храмот. Значи, познатиот независен евангелизатор, адвентист на седмиот ден, проповедаше even at the door. На вратата е, пред врата е, дека прогонствата ќе почнат оваа пролет. Ама, одредувањето време, одредувањето датуми, нас како адвентисти на седмиот ден не дискредитира пред овој свет, пред неадвентистите. И тие со право можат да изгубат вера, уште повеќе. Исто како и наши либерални адвентисти кои што пак придонесуваат на друг начин губење на верата кај неадвентистите. Значи се губи довербата кога ќе настане промашај. И затоа многу едноставно денот и часот на неговото доаѓање никој не го знае. На непријателот, ова е цитат од Избрани сведочанства, втората книга, 84-та страница, запишан во 1897 година. На непријателот, вели, му е драго за секое успешно промашување со одредување на време, датум, час. На непријателот му е посебно драго. А знаеме кој е непријателот. Трошиме многу време, велејќи дека времето е кратко, дека Христос ќе дојде скоро, но многу малку мислиме на нашата смртност. Човек роден од жена, со краток век е и исполнет со
во нашиот превод немир, а во друг превод со мизерија. Тоа е нашиот живот. Со беда, бедотија. Како цвет ќе изникне, се одсечува и исчезнува, како сенка и не останува. Во Јов 14 глава, првиот и вториот стих. Значи, човек роден од жена, со краток век е. Сега кај нас, 20-тиот, 21-иот век, се покачи должината на векот. Како резултат на знаењето умножено, медицина, хигиена и се покачува должината на векот. А да сте живееле во средниот век, кога ништо од екзактна медицина, од хигиена, тоа се немало поим. И нормално тогаш векот бил многу пократок. Човек роден од жена со краток век е, па и овој нашиот. Што се 70-80 години? Како цвет ќе изникне, се одсечува и исчезнува како сенка и го нема. Не останува. Кога умираме, браќи и сестри, не сме свесни. Зашто живите знаат дека ќе умрат, а умрените, мртвите, не знаат ништо. Првата помисла, нивна, после воскресението е, што мислите, која? Првата помисла е она последната. Затоа Христос доаѓа за нас. Доаѓа за човекот, за секој човек кога ќе умре. Прва Солуњаните 4:16. Откровение 24 до 6. Наша работа е, драги браќа и сестри, не да бидеме загрижени кога доаѓа Исус, туку да го усовршуваме нашиот карактер. Ова е суштината. Со сето досега што беше речено, дека денот и часот никој не го знае. А знакот го знаеме. Знакот е борбата околу саботата, која што е знак за крајот. Тоа го знаеме. Саботата. Се што ќе биде спротивно, сите опозиционери во светот ќе се здружат со неделата, односно неделниот закон, против знакот Божји, саботата. Подржувачите или оние што ја држат саботата. Во Езекија 20:12 и 20:20 саботите мои ги дадов како знак помеѓу мене и вас, да знаете дека сум јас, Господ, Бог ваш. Тие се знакот, саботата. А добро, кај е неделата во Светото писмо? Па нели е во тројната ангелска вест? Посебно во третата ангелска вест. И другиот ангел го видов
govoreći koji će mu se pokloni na zverot i na ikonata njegova i će primi žig. To je nedelni od zakon. Zašto žigot će bide nasila, prisilno nametnat. I той će pije od čašata na viното Божјо, непомешано со милост. Тоа е неделата. Жигот е неделата, а знакот или печатот Божји е саботата. Наша работа е не да се загрижуваме кога доаѓа, туку да го усовршуваме нашиот карактер, да растеме. Кога Христовиот карактер ќе се отсликува во неговиот народ, тогаш ќе дојде. Тој веќе можел да дојде 1844 година. Сме го прочитале тоа, нели? Тој веќе можел да дојде тогаш. Кога го чека. Ама очигледно неговиот карактер уште не бил отсликан во неговиот народ тогаш кога го чекал, или сега кога го чекаме, бидејќи ќе дојде тогаш да ги прогласи за негови. Наскоро ќе биде завршена големата жетва и Христос ќе дојде да го собере житото. А саботата ќе биде знакот. Во Америка постои така наречена Мамутска пештера. Веројатно сте чуле, но да се подсетиме. Пештерата е слична како постоинска јама. На Косово има исто една слична, помала пештера во Гадимље, со сталактити, сталагмити, подземни потоци, езерца. Ама сталактити и сталагмити се она што ги краси тие пештери. И водичот, кој што ги води посетителите низ таа голема, со лавиринти пештера, ги доведува на крајот од патот во една голема дворана, подземна дворана. И со светло кое се служат, ги замолува како водич, туристички водич, да се приближат до него и ги замолува сите да прочитаат. Да прочитаат нешто напишано на подот. И кога се приближуваат и им покажува, писмо, каде што пишува вашиот живот зависи од мене. Молете се за мене, бидејќи вие може да излезете од оваа темнина, од оваа пештера, додека сум јас жив. Со други зборови, не би го нашле излезот.
Ќе го најдеме ли ние излезот? Да, браќи и сестри, ако се држиме за Божјата реч. Божјата реч рече, а за денот и часот никој не знае. Ни ангелите. Вели ни синот човечки, што е прашање на превод. Невозможно е синот човечки да не знае. Бидејќи оригиналот кажува, а денот и часот никој не може да го објави. Тоа е второто значење на глаголот знае. Никој не може да го објави. Ни ангелите, ни синот, освен Отецот. Нашиот водич, учител, Господ, откупител, спасител во пештерата на овој век е Господ Исус Христос, кој единствено може да не извади од темнината и да го видиме светлото. Она право светло, небеско, плаво, сино, светло и светлото на Божиот град, кога спасениот Божи народ ќе влезе низ вратата, низ оние бисерни порти во градот на вечноста. Трпезата ќе биде и послужител лично Исус Христос. Нашиот водич во овој живот, се разбира во минатото, во овој и во сите времења во вечноста. Тоа е моја желба и молитва, браќи и сестри. Да бидеме со целосна доверба во неговата реч, Светото писмо и духот на пророштвото, кое е пак негова реч. И не очекува навистина скоро, верувам дека е скоро, Христовото скоро доаѓање. Да се најдеме сите заедно, со нашите мили и драги, со нашите деца, родители кои што ги имаме, пријателите, со сите искрени души, да се најдеме во тоа силно мноштво. Овде мало стадо, а таму силно мноштво. Зашто ќе бидат од Адама. Овде сме мало стадо, ама од Адама ни сите 6000 години, 60 векови. Нека му е вечна фала и слава, што не повика да бидеме негови следбеници. Нашиот мил, нема по-мило име од името Исус. Нему нека е слава вечно. Амин.